А што да зборам кога не можам да зборам? Све сме оштетени, нема ништо. Нема ни да се облечемо, ни да јадемо, ни ништо. Еве све е понадвор, внатре кал. До колена нема ништо. Ништо нема, што? Кај да одимо? Нема ни... Каде сте сместени сега? Сега сум сместена кај другиот син. Моментално. Сега за сега. Ама живот внатре нема. Овој син кај ќе оди? Он кај ќе оди, нема кај да оди. Дечки, Кој го прима? 2 регала. Еве го овдека веќе еден нов, еден веќе таму уште тој ќе го извадат. Нова спална кажано, комплет. 2 телевизори веќе ги гледате тука. Тањири имало околу 200 за цела свајба. Цела кујна веќе е цела растурена. Унатре као хаос, кога дојдов од работа, јас не бев тука, на работа бев, ноќна. Мајка ми се јава вика, што пречи? А викам, еве седам. А вика, дуго, седи. А кога дојдов дома, што да од Синглиш кодев, мислев како атомска бомба да паднало. И како доаѓав од таму ме фаќаше буквално страф. Кога дојдов овдека, немав зашто да доаѓам. Овдека доека не се исчисти, овдека нема шанси човек да живее. Добро се познава како е дигнато земјата, Бавча нема ни шанси. Пози куќето таа страна имам писта е направено со земја, камења. Се познава колку има унатре вода влезено и колку талок. Подрумот е пун со талок од внатре што вадев. Цело време, вие 2 дена. 3 така, 2 дена, 3 едниот. И дечките се плюс што доаѓаат и плюс има кал. Тоа нема шанси да се изчисти за. Сами бе поставени? Да, буквално никој не дојде. Дојде да не праша, да рече имате ли да јадете, немате ли, имате ли пари, немате ли. Да. Никој не дојде. Дојдеа горе се слика, а доле не дојдеа да видат. А овдека целата вода. На цело делат храна. Буквално доаѓа овдека. Овде никој не иде. Ајде кажи. Буквално водата доаѓа од сите страни овдека. Од ондека е пукната автопатот, обиколката, целата вода доаѓа овдека. Од цело село одозгоре доаѓа овдека заради каналот. Овдека е најзагрозеното, најгнотното место дошло. Ое овдека. Може да повелете внатре да снимате. Тоа е. Не сме само јас загрозен. Има сите се, не се жалам, ама тоа е нешто да додадам за храната хуманитарна што ја доделуваат луѓето, горе се буткат, се преку ред зимат. Овдека најзагрозените луѓе не зимат, не можат да дојдат на ред од нив, тие што не се загрозени идат и зимат. Преку тони, шајка, кој им ги раздавува на тие што ги познава. А доека ние што сме овдека, не ни дошол да назрне. А знае да се слика со коце и тајфа тамо што е, а овдека не ни дојдоа да надзрнат. А храна не ни дошле. Само вода. Вода. Ние од вода ни се такви куќите. Фала ви. А како се снаоѓате со храна? Па ако отидемо да најдемо да купим, еве ќе задужам, например у продавница се задужувам. Ќе задужам. За денеска сум задужила леп со леп. Отидов на сред село да побарам кај школото, ми викат, па ти вчера беше, вика, од канал, вика, ти вчера беше. Абе не сум била без снага, ми се тресе, викам, прв пат идам. Он ми затвори врата и си гледа вака на страна, си гледа. Ако гледам некој паштети, пакети. А министриве, премиер, некој беше тука? Не, само полиција, врие вака народ, работници дојдоа. Ја ги прашував работниците, добро, за кај сте пратени, мислев за тука некој да доведам. Не знам, вика, кај ќе не прата, таму ќе одиме. И така. И ние една гајба води земавме и си дојдов. Тоа е. Од тука понатаму не знам како ќе се живее. Нема живот. Овдека само рушење на куќите и Ако да ни сака дадат на државата друго нешто да ни помогне, ете со пари да не помогне, да купимо бар некој кауч, ете да има, да легне. Или некој кебе, еве ги кебињата тука, на ова, и органите. Те писоните ги исфрли на канало, намо. Нема што, тоа е. Од мене тоа е. Таа е кожа човечка. Цел живот си печали, сега немаш.
За мене е добро, јас сум веќе остарела, ама за нега ми е жал. Што да кажам? Ама жал ми е за него, он нема, дојде од трета смена, нема кај да седне на први, нема на што да седне до одмор, а не па да прилегне, па да оди пак.